Се прогласува Уставот на Република Македонија, што го усвои Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 17 ноември 1991 година. Добар ден на сите. Врз основа на член 15 од актот на судот ја отварам 20-та седница на судот. Констатирам дека се присутни сите суди на Уставниот суд, присутен е секретарот на судот, записничарот, советниците што работеа по предметите со што се исполнети условите да продолжиме со работа. Уставното судство во Република Северна Македонија бележи два периода на делување. Прв период – Уставно судство на поранешната Социјалистичка Република Македонија од 1963 до 1991 година, период кога земјата беше една од 6 федеративни единки републики на поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Втор период – Уставно судство по 1991 година, период по стекнување на сувереноста и независноста, кога преку прифаќање нов уставен поредок, со Уставот од 17 ноември 1991 година, беше утврден составот, положбата и надлежностите на Уставниот суд на Република Македонија. Со Уставот на Социјалистичка Република Македонија од 1963 година за прв пат е воспоставен Уставен суд, како посебна институција на уставниот поредок за контрола на уставноста на законите и уставноста и законитоста на другите општи акти. Уставниот суд според Уставот бил надлежен да одлучува за согласноста на републичките закони со Уставот, прописите и другите општи акти на извршниот совет со Уставот и со републичките закони, прописите на републичките органи на управата со Уставот, со републичките закони, со другите прописи и општи акти на Собранието и на извршниот совет, статутите на општините и околиите и прописите на општинските и околиските собранија. Тогашниот устав предвидувал дека Уставниот суд на Македонија го сочинуваат председател и 6 судии. Председателот и судиите се избирале за време од 8 години од Собранието на Социјалистичка Република Македонија, со можност да бидат повторно избрани само за уште еден мандат од 8 години. Со Законот за Уставниот суд на Македонија, кој што бил донесен во декември 1963 година, а влегол во сила на 30 јануари 1964 и содржал 76 члена, поблиску биле уредени организацијската поставеност, надлежноста, постапката и правното дејство на донесените одлуки на Уставниот суд на Македонија. Судот започнал да работи на 15 февруари 1964 година, што се смета како почеток на неговата работа. Со Уставот на Социјалистичка Република Македонија од 1974 година и Законот за основите на постапката и дејството на одлуките на Уставниот суд од 1976 се направиле мали измени во надлежноста на судот и правното дејство на неговите одлуки, но неговата позиција во однос на законодавната и извршната власт останале неизменети. Уставниот суд беше дел од системот на единство на власта и имаше задача да ја обезбедува внатрешната хармонија на правниот поредок. Наспроти релативно ограничената надлежност, помеѓу другото, Уставниот суд немаше можност да укинува или поништува неуставни закони, туку само да ја констатира нивната несогласност со Уставот. Уставниот суд во тој период играше значајна улога во заштитата на правниот поредок, во рамките на политичкиот систем заснован на принципот на единство на власта. Една од основните функции на Уставниот суд според Уставот од 1974 година беше тој да ги следи појавите од интерес за остварување на уставноста и законитоста, да го известува законодавниот орган за состојбите и проблемите во врска со остварувањето на уставноста и законитоста и да му дава мислења и предлози за донесување и изменување на закони и за преземање на други мерки заради обезбедување на уставноста и законитоста.
Во 1991 година во месецот јануари, Собранието на Социјалистичка Република Македонија ја донесе Декларацијата за сувереност, со која се отвори патот за стекнување на независноста. Граѓаните на Република Македонија на референдумот на 8 септември 1991 година, само потврдувајќи ја плебисцитарно државноста и сувереноста на Република Македонија, ја изразија својата волја и го дадоа гласот Република Македонија да се конституира како суверена и самостојна држава Македонија, што уставно правно беше заокружено и со донесувањето на Уставот на Република Македонија на 17 ноември 1991 година. До денес има претрпено 8 измени со 36 амандмани. Уставот е втемелен на следните вредности. Уставниот суд, според својата уставна положба, не спаѓа во системот на организацијата на државната власт, туку е посебен уставен орган sui generis, со статус, состав, организација и надлежности утврдени со самиот устав. Овој орган на Републиката е институција на Уставот кој својата функција ја црпи единствено од Уставот и е во функција за неговото остварување и заштита. Уставниот суд го сочинуваат 9 судии. Председателот го избира судот од редот на судиите со мандат од 3 години, без право на повторен избор. Судиите ги избира Собранието на Република Северна Македонија со мандат од 9 години, без право на повторен избор. Судиите на Уставниот суд се избираат од редот на истакнати правници. Функцијата судија на Уставен суд е неспојива со вршење на друга јавна функција, професија или членување во политичка партија. Судиите уживаат имунитет како и пратениците во Собранието на Република Северна Македонија. За имунитетот на судиите одлучува судот во постапка предвидена со актот на судот. Судиите не подлежат на обврска во оружените сили. Начинот на работата и постапката пред Уставниот суд согласно со Уставот ја уредува судот со свој акт. Цели 32 години во сила беше деловникот на Уставниот суд донесен на 7 октомври 1992 година. Во месецот мај 2024 Уставниот суд донесе нов акт со кој се уредија значајни новини во функција на поефикасно работење, во функција на статус на административна и буџетска независност, новини значајни за заштитата на Уставот и законите. Уставниот суд работите од својата надлежност ги врши на седница во полн состав, а одлуките ги донесува со мнозинство гласови од вкупниот број судии. Кој е за вака предложениот дневен ред? Констатирам дека едногласно е усвоен. Пред одлучувањето на редовните седници, судот може да одржи подготвителни седници и консултативни разговори. Судот може да организира и јавни расправи доколку цени дека тоа е потребно, освен во случаите на одлучување за барање за заштита на поединечните права, кога одлуката ја донесува по правило врз основа на јавна расправа. Според Уставот, Уставниот суд ги има следните видови надлежност. Контрола на уставноста и законитоста, заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот, решава за судирна надлежности помеѓу законодавната, извршната и судската власт, помеѓу органите на Републиката и единиците на локалната самоуправа. Одлучува за одговорноста на председателот на Републиката. Одлучува за имунитетот на председателот на Републиката. Одлучува за имунитетот на уставните судии. Уставот утврдува дека одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни. Судиите на првиот состав 1994-2003 имаа задача да ја изградат институцијата Уставен суд во период на транзиција, недостаток на демократски традиции и борба за меѓународно признавање на земјата, но и за членување на судот во меѓународните институции. Својата должност за независност, самостојност и непристрасност при носењето на одлуките ја покажаа во исклучително тешки моменти за државата и придонесоа за унапредување на уставната и правна култура.
Вториот судиски состав, 2003-2013, се соочи со нови предизвици како во носење на одлуки во рамките на надлежностите доделени со Уставот, така и во напорите да се обезбеди целосна независност на судот, да се обезбедат сопствена зграда и унапредување на меѓународната позиција за судот. Во периодот по 2013-2021 година, третиот судиски состав повторно беше соочен со предизвикот да се остане независен и непристрасен, да се работи и одлучува во исклучително тешки услови на политичка поларизација, политичка криза и во вонредни услови на пандемијата со COVID-19. Бескомпромисност во обезбедувањето на самостојноста и независноста на судот, бескомпромисност во каков било обид за политичко или каков било обид за влијание врз судот и судиите, судиски активизам, поголема транспарентност и отвореност на судот, интензивна соработка со науката, се обележијата на актуелниот судиски состав, со посебен акцент на интензивна меѓународна соработка. Покрај мултилатералната соработка, Уставниот суд има воспоставено и билатерална соработка со уставните судови на Албанија, Бугарија, Хрватска, Србија, Црнагора, Словенија, Косово, Босна и Херцеговина и Турција. Во годината на одбележување на 60 години Уставен суд, со индигнација ги отфрламе сите притисоци и ќе продолжиме да делуваме се додека не ја обезбедиме уставната поставеност онака како што Уставотворецот ја поставил. Сакам да упатам порака до граѓаните, да знаат дека Уставниот суд е чувар на Уставот, но и на вашите слободи и права. Почитувани граѓани, во уставната реалност која сите ние денес ја живееме, чин на врвен патриотизам за секој еден од нас представува посветеноста во градењето на правната држава и владењето на правото. Потребен ни е уставен патриотизам кој подразбира секој еден од нас да го чува и почитува системот на вредности кој е вграден во Уставот. Обврска и должност на секоја генерација е да му биде лојална на Уставот, зашто силата на Уставот произлегува од одлучноста на секој граѓанин да застане зад него и да го брани. Никој нема повеќе права од оние што му се доделени со Уставот и никој не е над Уставот.